Dobar ден, драги ученици! Добро ни дојдовте во нашата училница. Јас сум наставник Јулијана Велјовска од Општинското основно училиште Љубен Лапе од Скопје. Денеска на овој час ќе читаме текстови со изучените букви од програмското подрачје Почетно читање и пишување. Целта на овој час е да се оспособи ученикот или ученичката да чита зборови, реченици и текст со изучените букви. Да се поттикне активно да слуша, да се воведува кон самостојно и јасно читање со разбирање на содржината на текстот што го чита, да формира навики за правилно седење при читање. Па може да започнеме. Најпрво да ги повториме изучените големи и мали печатни букви. Еве, како што може да гледаме, за почеток имаме буквата А, големата печатна буква А со малата печатна буква А. А овде гледаме на сликичката. На А имаме авион. Потоа, втора печатна буква што изучивме, тоа беше буквата М. Големата печатна буква М со малата печатна буква М. На М имаме морков. Потоа, следна буква е буквата С. Големата печатна буква С со малата печатна буква С, а за С имаме слон. Потоа, буквата Б. Големата печатна буква Б со малата печатна буква Б, а за буквата Б имаме банана. Одиме понатаму. Следните букви се големата печатна буква П со малата печатна буква П, а за буквата Б имаме слика, пајче. Големата печатна буква О со малата печатна буква О, а за буквата О имаме слика огледало. Понатаму, големата печатна буква И со малата печатна буква И, а за буквата И имаме и играчки. Потоа следна буква е буквата Н. Големата печатна буква М и малата печатна буква М, Н. А за Н имаме кликичка ножици. Ножица. Забележуваме дека еве кај овие букви големата и малата печатна буква исто се пишуваат, само што се во различна големина. Одиме понатаму. Големата печатна буква Е со малата печатна буква Е, а за неа имаме сликичка елка. Потоа, големата печатна буква Т со малата печатна буква Т и за неа имаме една торта. Потоа, големата печатна буква В со малата печатна буква В, а за неа имаме воз. Сега, откако ги повторивме сите изучени букви, може да пробаме да прочитаме кратки реченици со изучените букви. Еве сега да започнеме. Мими има мама. Мими има мама. Ова е нашето девојче Мими со незината мама. Потоа, втората реченица е Нина се мие сама. Нина се мие сама. Ова е нашето девојче Нина, каде што се мие сама. И последната реченица, тоа е Ване носи писмо. Ване носи писмо. Еве го нашето дете Ване, каде што ни носи некое писмо. Сега, откако ги прочитавме кратките реченици, време е да се обидеме да прочитаме два текста со овие букви.
Najprvo почитаме насловот на текстот, а тоа е Ние сме тим. Мама Ана ме си пита. Мама Ана ме си пита. Таа ме си и се смее. Таа ме си и се смее. Една песна си пее. Една песна си пее. Тато Томе со симе на масата местат јадење. Тато Томе со симе на масата местат јадење. Сите се на масата. Сите се на масата. Ето тоа беше првиот текст што го прочитавме. Еве имаме една слика каде што ги гледаме сите како си седат на масата. Сега за оние ученици кои што не знаат, можеби не им е познат зборот тим. Како ќе го објасниме? Можеме да кажеме дека тоа е група на луѓе кои заедно извршуваат една задача. Еве како што гледаме овде во нашиот текст во едно семејство. Секој ќе извршува задача во тоа семејство. Одиме на следниот текст, а тоа е текстот, го читаме насловот најпрво, почнуваме полека. Сонот на Симо. Сонот на Симо. Во собата спие Симо. Во собата спие Симо. Сони сон со син балон. Сони сон со син балон. Во сонот на Мина, Нена и Мане. Во сонот на Мина, Нена и Мане. Нена носи кукла. Нена носи кукла. Мане носи топка. Мане носи топка. Сите носат своји играчки. Сите носат своји играчки. Ите тоа беше, ученици, за овој час, а сега може да дадеме и некои активности за дома. Еве, например, за дома, обидете се да ги прочитате речениците и текстовите самостојно, пред вашите родители. Читате полека, прецизно, без брзање. Вежбајте читање по ваш избор. Тоа беше се за овој час. Се гледаме во следната училница. И благодарам.